Конечно, штипското село Драгоево доби нов асфалт. На него жителите чекаа повеќе од 70 години, односно од кога постои селото. Најнапред инвестиравме во селските чешми и плоштадот, па направивме детско каче, бидејќи имаме деца во ова село веќе се раѓаат, и решиме да ги асфалтиравме сите улици некаде околу 8 во ова село. Со ова мислам дека направивме подобри услови за живење на жителите овде, кои се многу вредни, многу посветени. Асфалтот најмногу им значи на овдешните жители, кои претходно макамачеа со калта. Па пред асфалтирањето на улиците имаше проблеми со неасфалтирани улици. Многу кал, многу не беше добро за живење. Сега од кога се направија улиците, сега веќе има добро за живење во ова село. Голема благодарност највише до градоначалникот на општина Штип, што не испадна во сусрет. До сега не сме имале такво нешто направено за толку години. Но овде не е крајот. Општината има планирано реализација на уште еден голем проект во ова село. Близу селото се наоѓа манастирот Свети Спас. Оврска ни е да го направиме и патот до тој манастир. И имаме оврска да го реконструираме домот на културата, кој е многу запуштен. Направивме проект. Вредноста на инвестицијата е некаде околу 350.000 евра. И сум уведен дека тоа ќе го реализираме пред се за доброто на овие жители. Покрај руралните средини, општината заедно со јавните предпријатија планира и асфалтирање на околу 20 улици во градот. До крајот на годината ќе се асфалтираат уште 20 улици, имаме асфалтирање на улицата Асном, потоа Мерите, потоа Антебанина, делот Антебанина во Баби, потоа вториот дел од Вардарска. Се разбира, пристигнуваат и нови барања од граѓаните, сосема разбирливо бидејќи гледаат дека се асфалтира. Имаме барање за асфалтирање на улицата Личка, потоа за улицата која што води од Промаја до кружниот тек кој што се гради на Дујле. Инаку, асфалтирањето на улиците во село Драгоево е инвестиција вредна 3 милиони динари, а до сега, од 2013 година, општината има асфалтирано вкупно 115 улици.